Реализацијата на годишната програма за изградба и асфалтирање улици во општина Кочани тече интензивно, при што како приоритетни во моментот се влезени 6 сообраќајници во градот и во дел од селските населби. Викендов ќе заврши комплетирањето на улицата Ѓорги Пулевски во Кочани, на која со асфалт ќе биде покриена површина од над 2600 метри квадратни, а од почетокот на идната недела градежните активности се очекува да продолжат на улицата Блаже Поп Арсов. Таму претходно се бетонираа потпорни ѕидови и се постави атмосферска канализација. За асфалтирање е подготвена и улицата Кресненско во Стание, каде во должина од околу 230 метри е поставено одводнување, дренажа, решетка и шахти, а изведувачот Бони Интерград Балчтип ќе асфалтира површина од над 1500 квадратни метри. Според програмата за капитални инвестиции за оваа година, со средства од основниот буџет на општина Кочани е планирана изградба и на повеќе улици во селските населби, за што јавните набавки се веќе завршени. Тоа значи дека во наредниот период ќе започнат работите за асфалтирање на улицата Лазар Стоименов во Ризари со должина од 720 метри, а на поставувањето на 2 слоја асфалт ќе работи фирмата Стоименов од Кочани. Завршена е и тендерската постапка за улицата Михајло Арсов на влезот во селото Прибачево. Таму ќе се поставува асфалт на површина од 1600 квадратни метри. По завршувањето на тендерската постапка и изборот на изведувач на работите, се очекува наскоро и во селото Тракање да започне асфалтирањето на 3 крака од улицата Маршал Тито. Со програмата за изградба и асфалтирање на улици, годинава е планирано од општинскиот буџет да се потрошат над 21 милион денари.